Низинскиот дел од источниот регион се планира за најголемо фотоволтаично поле во државата. Последната изјава на премиерот Зоран Заев ја заокружува оваа констатација бидејќи претходно првиот чекор во оваа насока е направен и во општините Свети Николе, Карбинци и Кочани. Според плановите, енергетскиот сектор на Северна Македонија планира инвестиција на 477 хектари на претходно предвидената локација за аеродром во Штип, кој според експертите се идеален терен за производство на струја. Според нив, овде може да се произведуваат помеѓу 300 и 350 фотонапонски мегавати, со што таа би била една од најголемите не само во државата, туку и на Балканот, кажа премиерот Заев. За разлика од оваа која планира чекор понатаму, се подготовките за овие инвестиции во општините Свети Николи и Карбинци. Таму инвеститорите веќе се знаат и подготовките течат. Во моментот со откупот на државно земјиште во последниот повик се оттуѓени некаде околу 50.000 метри квадратни за две фотоволтаични централи. Првично беше моќноста некаде од 2 мегавати, меѓутоа сега просторот овозможува да овие фотоволтаични централи бидат до 3 мегавати, така да во моментот се изработуваат елаборати и одобренија за градба и дополнително има една иницијатива поднесено за една малку поголема фотоволтаична централа, станува збор за 35 мегавати на територија на атарот на Крупиште, непосредно покрај регионалниот пат Штип-Кочани. Иако досега не се спомнуваше, на оваа карта се појавува и Кочани, каде домашни компании се заинтересирани да инвестираат во истиот бизнис, зашто тие се подготвени да издвојат 5 милиони евра. Собственикот, закупувачот на градежните парцели, веќе е во фаза на изработка на проектна документација и очекува наскоро да пристигнат на одобрување за градба на овие фотоволтаични централи и овој процес очекувам дека до крајот на годината ќе ги имаме завршено овие 8 мегавати. Во исто време веќе работиме со нашите служби, имаме изберено веќе фирма каде што се работи проектна документација за уште 8 мегавати. Сите овие најави за многу кратко време во добар дел ќе ја сменат структурата на економијата во регионот, што веројатно е и логично со оглед на природните потенцијали кои во овој случај се најголем број на сончеви денови во текот на годината, кои се дури 288, што е безмалку 80%. Во целиот овој дел, фотоволтаици ќе се градат на над 500 хектари.